Индија го нападна Пакистан. Воздушни напади беа извршени на неколку локации, а во нападите загинаа 31 лице, додека 46 се повредени. Оваа ескалација меѓу двете нуклеарни сили следуваше по нападот на 22 април во Пахалгам, во делот од Кашмир што е под индиска администрација, кога беа убиени 26 лица. Индија го обвини Пакистан за нападот, додека Пакистан негираше било каква вмешаност во убиствата. Pakistan has a right to respond. Pakistan will respond. As I've said before, we had an apprehension that India will attack. Pakistan has never struck first, but we have the right to self-defense. Меѓутоа, ова не е прв конфликт меѓу Индија и Пакистан. За да разбереме што стои за целата приказна, мораме да се вратиме далеку во минатото, со посебен осврт на Кашмир. Во август 1947 година Велика Британија ја напушти Индија по повеќе од 300 години. Потоа беа создадени Индија и Пакистан. 2 месеци по крвавата поделба на Индија и Пакистан во 1947 година Кашмир остана независен. Тоа беше муслимански регион управуван од хиндуистичкиот владител Махараджата Хари Синг. Неговата одлука да не се придружи на ниту една страна беше краткотрајна. Во октомври 1947 година Махараджата на Кашмир наредил конфискација на оружјето од муслиманите, кое потоа им било дадено на хиндуистичките милиции. Ова предизвика бунт и влез на паштунски борци од Пакистан. Во хаосот што следеше, Махараджата побара помош од Индија, која се согласи да интервенира дури откако Кашмир официјално беше припоен кон Индија. Ова беше почетокот на првата војна меѓу Индија и Пакистан. Индискиот премиер Нехру тогаш вети референдум, но тој никогаш не се одржа. Во 1949 година беше договорен прекин на огнот и Кашмир беше поделен, а линијата на демаркација стана де факто граница. После тоа Индија и Пакистан водеа уште 3 војни за Кашмир, кој денес е една од најмилитаризираните области во светот. Во индискиот дел се регистрирани прекршувања на човекови права, додека пакистанскиот дел трпи ограничување на слободите. Досега во конфликтот загинаа помеѓу 50.000 и 100.000 луѓе. Дополнителни тензии предизвика одлуката на Индија во 2019 година да ја укине автономијата на Кашмир, зголемувајќи ги стравувањата од демографски промени и маргинализација на муслиманското мнозинство во регионот.